И тоа во истрагата мора да се истражи сериозно. Значи, кој е нивото, дали навистина се работи за организиран напад врз собранието, и тогаш и квалификацијата на делата ќе биде поинаква. Затоа што овие дела насилство, обид за телесна повреда, толпа, тие се дела што се случуваат и на улица, и на фудбалски надпревар. Делата што со насилство ќе се сторат врз собрание и кои што имаат цел да се повика, да се смени власта, е веќе велепредавство. Со насилно менување на органите, односно на собранието, е велепредавство. Тешко се казнува. Загрозувањето на поредокот, што е намерно направено со акт на сила и присилба, е предвидено исто како конкретно кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок. Ја во оваа блага листа сум избавил од 5-6 групи на кривични дела, повеќе од 20, околу 25 кривични дела, што може да дојдат во предвид од организаторот или поттикнувачот до помагачите, конкретните извршители, па бога има и тие што на некој начин индиректно учествувале, вклучително и организаторите на... Значи, ЗКП предвидува и форми на раководители на групите. Тоа е кога толпата има некој неформален водач. Тоа е најнизок степен на организираност. Повисок степен на организирање на толпата од напред, што има сериозни индиции дека и такво нешто има.